Грижата за вашето здравје и довербата поврзете ги со професионалците од Жан Митрев диагностик Струмица. Верувајте му на тимот искусни лекари и најсовремената технологија во регионот. Во Чекор сме со се што ќе ви помогне да се чувствувате подобро, посигурно и посреќно. Тука сме за прегледи, диагностика, третман, медицински транспорт и потребни лекови 24/7. По повод отворањето на Жан Митрев диагностик Струмица, 50% намалување на цените на прегледите, радиодиагностичките услуги, лабораториски и микробиолошки анализи. Ние сме Жан Митрев диагностик Струмица и се грижиме за вашето здравје. Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата ТВ Ординација. Како што и забележувате веќе во кадар, имаме гостин во студиото, доктор Тодорче Јосеф од офталмологија Сестина. Докторе, добро ни дојдовте во емисијата. За прв пат се надевам дека нема да биде и последен пат. Неудемна офталмологија Сестина направи нова дисперзирана амбуланта во Штип. Вие ја водите офталмологијата во Штип. Па како ви се гледа на самиот почеток? Па супер, значи покрај центриве во Скопје, Тетово, Гостивар и Битола, еве сега се проширивме до Штип, да бидеме со цел поблиску до нашиве пациенти, значи сега за сега работиме супер, така да се надевам дека ќе продолжиме со уште поголемо темпо, поблиску до пациентите, отворени сме за сите нив и со било какви офталмолошки проблеми може слободно да се обратат кај нас. Така, докторе, вака кога се враќам ретроспективно наназад, некако офталмологијата во последните 10 години зема се поголем замав. Да, велите дека имате офталмологија во Битола, во Гостивар, во Тетово, еве сега Штип, значи има потреба за проширување. Да, цела ова ситуација и со пандемијава, со ковидов што настана, гледајќи дека имаме пациенти со различни старосни граници, различна популација, значи, целта ни е да се приближиме поблиску до нашиве пациенти, да не мора за секој преглед и секој иследување да доаѓаат до Скопје, а доколку има потреба да се изврши определена интервенција, после извршенава операција во Скопје, да можат да ги вршат контроливе и доиследувањава во локалниве центри низ Македонија. Една од целите тоа е и на Штип. Значи, пациентиве се јавуваат со определен офталмолошки проблем, пристапуваме кон диагностика, диагностицираме тоа што може да се третира во моментов, го третираме таму, значи имаме и мала хирушка сала, имаме апаратура за диагностика, тоа што треба да се проследи до Скопје се проследува, се извршуваат интервенцииве и потоа пациентиве контроливе може да ги прават во локалниве центри, со тоа што и многу од докториве од Скопје ќе ги посетуваат центрите, така да консултативни прегледи, контроли, се со цел да биде полеснета ситуацијава и полагодно да се чувствуваат самиве пациенти, да не бидат изложени на дополнителни терети, трошоци, возења, малтретирања, значи тука сме за нив. Така, спомнувате дека имате и сали за хирушка интервенција, значи не сте само диагностички центар. Да, освен диагностика, значи Штип има и мала хирушка сала, каде што ќе може да се вршат интервенции на капаци, значи некои промени на капаци, мали интервенции на конјуктива и исто така ќе можат да се аплицираат инекцииве кои што се ставаат во око, авастин и аилеа, кои што најчесто ги аплицираме кај пациенти со диабетична ретинопатија, значи и кај пациенти со макуларна дегенерација, старосна дегенерација на точката за вид. Така да ако порано за истата таа терапија мора да одат до Скопје, сега веќе ќе можат да ја применат истава терапија во локалниот центар во Штип, значи. Така ви спомнувате и диагностичките апарати, што всушност од диагностика, значи почнуваме секогаш, значи со пациентов имаме основно, почнуваме со видна острина, мерење на очниот притисок, после тоа пристапување на мерење на рефракцијава, значи дали пациентов има определена диоптрија или нема,
Доколку гледаме дека има индикација, правиме проширување на зеницава со цел подобра обсервација на леќава, дали има или нема катаракта, а преглед позади, значи на ретинава со лупа или пак со Голдманова призма да се види цела периферија на ретинава. Еве официјално од вчера, значи имаме и видно поле и оптичка OCT, оптичка кохерентна томографија. Тие се многу значителни за промени на ретинава, од голема помошни се исто така кај пациентиве со глауком. А можеме да диагностицираме промени како што е кератоконус, значи глауком, диабетична ретинопатија, старосна макуларна дегенерација. Значи покриени сме ехографија, значи ултрасонографија, покриени сме диагностички комплет се што треба за да може да се воспостави диагноза кај пациентов, да ја увидиме фактичкава состојба и да реагираме за понатамошен третман. Така, и уште на почетокот спомнав дека офталмологијата е се почеста во нашето секојдневие, бидејќи се поголем број на помлада популација има потреба од било каква диагностика. Што е она кое што најчесто ги води кон вашите врати? Најчесто луѓето чувствуваат промена во видов, или намалена видна острина, или некоја пречка, буквално глад за вид. Значи, нешто им смета во гледањево. Голем тренд е младава популација, значи, веќе не сака да носи леќи, не сака да носи очила, па се пријавуваат на преглед за корекција, консултација за ласерско отстранување, значи, на диоптријава. Имаме луѓе кои што се со катаракта, пристапуваме кон отстранување на таа катаракта, вградување на леки. Значи, имаме луѓе со глауком, каде што треба редовно да ги следиме. Тука е како популација диабетичариве, значи, кои што на секој 4 до 6 месеци мора да се прави скрининг ночно-водно, да се следат и доколку настане некоја промена, да се реагира веднаш, со цел да не настанат понатамошни компликации. Така да за секоја група имаме покриени сме со се. Да, во медицината имаме итна медицинска помош, имаме ли во офталмологијата итни случаеви каде што треба да се третираат на време? Да. На прво место се секогаш најитни повредите. Значи повреди, тоа е нешто итно и доколку не дај Боже се случи, имаме 24/7 тимови кои што најинтервентно, најбрзо можат да реагираат, значи со цел да се реагира, а после тоа акутни глаукоми се едни состојби со страшна болка за пациентот, каде што исто така се реагира, и најстрашна компликација, најитна ни аблација на ретинава, каде што се случува пукање на ретинава поради X разни причини, навлегување на течност, одлепување на ретинава и пациентов буквално му се спушта како завеса, како перде пред око и го губи видов. Морам да потенцирам дека операциите на аблација се вршат на товар на фондот, значи фондовски се може да ги извршат пациентите кај нас, така да сите тие проблеми за кои што порано се чека редови не можеше да се стигне, сега може да се решат буквално за 24 часа. Така, доктор, сакам да ве прашам едно друго прашање. Еве, ние во телевизијата што работиме техничари кои што имаат познавање од сликата и од кадарот, па многу често велат дека штетноста на малите екранчиња од телефонот знаат да направат голема штета на видот кај децата. Како вие го гледате овој проблем? Имаме ли големо влијание или пак оптовареноста на младава популација со екраниве, еве сега и со онлайн настава и со телефониве, прави една состојба да постојано акомодираат децава, да бидат приморани нонстоп да ги напрегаат очниве мускули. И не дека ќе се развие до толку од екраниве таа диоптрија, но има голем дел. Сепак треба да имате некоја предиспозиција за да се развие, али да, и така кој ги оптоварува. Луѓе кои што се професионално исто така долго време пред екрани со многу помал интензитет трепкаат, па професионално настанува синдром на суво око, па на крајов на работниот ден имаат замор, чешење, печење на очиве, заматен вид. Значи, модерно време, модернава технологија си носи и некои други последици, така да сето тоа е сепак треба да биде редуцирано, нели? Да. Барем онаму каде што можеме, ги спомнавте луѓето кои што работат пред компјутери, неминовно е, нели,
да се оттрнат од истиот, но се друго е веќе начин на живот Начин кој на што живот, треба да го контролираме. исто така имаме луѓе кои што се во постара старосна група, кои што имаат некоја почетна катаракта и сега сакат да го решат проблемот. И како леки може да си вградат монофокални леки, со кои што би гледале надалеку, но за наблизина би им требале очила, но имаме луѓе кои што ќе кажат едноставно јас гледам надалеку, гледам на компјутер, работам долу документација и едноставно не сакам да менувам очила и поради тоа таа популација се одлучува на вградување на мултифокални леки, значи со повеќе зони и едноставно го решаваат проблемот и со катарактата и проблемот со очила за секогаш доживотно. Дури имаме и луѓе кои што се без катаракта едноставно сакаат да го решат тој проблем со носење очила, се одлучуваат, си ги вградуваат. Премиум леки се, значи се користи Алкон, амерички бренд, секој леки од таа фирма и едноставно завршува со очила еднаш за секогаш. Така, зборуваме за катаракта, но по меѓународот е познато како перде. Да. Тоа е една многу честа состојба која што на жалост сите некој пат ќе не ретко кој поминал без катаракта, со години едноставно метаболизмот во около се намалува и се јавува катаракта или перде. Во диагностикава луѓето доаѓаат, прво се жалат на намален вид, заслепување од сонце, солзење на очиве, зависно дали е централно или периферно, некој на сумрак, на мрак гледаат малку потешко, се пријавуваат кај нас на преглед, го отпочнуваме прегледов, шириме зеници, забележуваме дека има промена, ги следиме останатите параметри, правиме ехо, правиме мерење на леќава, мерењево мора да биде најпрецизно затоа што нема простор за грешка. Во најмодерна хирургија не смеете да погрешите, така да се мери со IOL мастер, значи се прави дополнително плюс биометрија и се пристапува кон решавање на тој проблем. Тоа е веќе еднодневна хирургија, значи нема лежење во болница, операцијата е готова за 7 до 8 минути, пациентот доаѓа со отворено око, си оди со отворено око, нема преврски, нема шиења, нема. Така да, како оди технологијава понапред, се следи трендов и пациентиве се чувствуваат се полагодно и се повеќе и повеќе задоволни. Така, низ годините на нас за тебе, со години водиме емисијата Табординација, лекарите многу често знаат да направат интересна комбинација кога станува збор за одредена болест. Кога имаме одредена болест, истата болест е ризик фактор за развивање пак на друга болест. Во прашањата кои што ги испративте како фидбек, зборуваме за дијабетна ретинопатија. Значи ли тоа дека предиспозицијата на луѓето, на пациентите кои што имаат дијабет, значи дека може да дојде до било какво заболување на очите? Да, на жалост таа популација е склона на многу повеќе системски заболувања, страдаат повеќе органи, меѓу кои страдаат и очиве. Значи, само во зголемено ниво на глукоза во организмов прави промени во метаболизмов и во около. Прво почетно нешто, диабетичнава популација е многу повеќе склона кон стварање на катаракта. Значи, тоа е првава компликација која што најчесто среќаваме. После нешто што најмногу треба да бидеме внимателни, всушност диабетичариве имаат нарушена циркулација, така да се изразам, во задниот дел на около. Поради нарушена гликемија се нарушува липидниот статус, страдаат маливе крвни садови, доаѓа до нарушување на метаболизмов на около и започнуваат некои промени кои што мора да се следат. Може да се случи да дојде до создавање на мали крварења, на поголеми крварења во задниот дел, може да дојде до стварање на патолошки крвни садови, може да дојде до оток во точката за вид, кој што ни е една од најважниве состојби кои што мора да ги следиме. И во зависност од тоа како оди ситуацијава, прво се пристапува кон медикаментозно третирање. Значи, му се советува да ја регулира гликемијава, даваме лекови за циркулација, но ако веќе имаме напредната фаза од болеста, развивање на патолошки крвни садови, кои што се склони да крварат, значи оток во точката за вид, тогаш пристапуваме кон аплицирање, значи, на анти-ВИФ терапија, чија што цел е да ги редуцира тие крвни садови, да ги намали крварењата. Тоа се Авастин и Айлеа, значи се аплицираат директно во око,
Тоа се прави во мала хируршка сала, значи тоа го имаме и во центарот и во Штип. И лазер фотокоагулација доколку е потребно, значи со цел склерозирање, ласерирање на тие крвни садови, со цел да се зачува видот на пациентот. Пак ќе потенцирам, таа група мора да биде на пациенти дисциплинирана во поглед на гликемија, на исхрана и се препорачува барем 2 пати годишно да се јавува на преглед за очно-водно, да се следи каква е ситуацијата. Така, многу често од пациентите кога спомнуваме за очниот притисок го прават компарација со оној кој што е срцевиот и мозочниот притисок. Да ги разграничиме тие работи. Значи ту имаат очниот притисок и крвниот притисок, корелацијата им е многу мала. Значи ако човек има висок крвен притисок, не мора да значи дека ќе има очен. Дури по некои статии луѓе со хипотензија, со намален крвен притисок може да се случи да имаат покачен очен. Тука станува збор за генетска предиспозиција најчесто. Значи и многу често луѓе го имаат очен притисок, а не се свесни дека го имаат. Затоа што немаат симптоми? Видете, зависно од висината на очниот притисок. Луѓе кои што имаат акутен напад, акутен глауком, со висок очен притисок имаат болка во очиве. Значи, на заматување на видот болка, да, тогаш лесно ќе се диагностицира. Но на жалост, кај поголемиот број од луѓево, притисоков е над дозволенава граница, во почетоков не им прави тегоби, а кога веќе ќе им направи тегоби, болеста веќе се развива. Така да тие скрининзи ние што ги препорачуваме и многу често и правиме такви акции со мерење на очен притисок, каде што човек кој што мисли дека е здрав прав случајно ќе измери очен притисок и сваќа дека е 10 до 15 единици над дозволеното. И во тој момент се пристапува на исследување. Значи, мерење на очниот притисок, обавезно снимка на оптичка кохерентна томографија на нервот, да се види дали има истенчување на тие нервни слоеви и многу ни е битно видново поле. Значи, ширина на видно поле, бидејќи актуелната состојба на нервов е поврзана со ширината на видното поле. Колку му е периметријата, колку широко пациентов ќе гледа. Тоа се параметри кои што исто ги правиме во почетокот на 6 месеци, потоа кога е стабилен пациентот на 10 до 12 месеци, година за година правиме споредба дали има прогредирање на ситуацијава, дали нервот се отштетува или не, дали притисокот е стабилен и дали има стеснување на видново поле. Во секојдневието се среќаваме со изјавите на лекарите за редовните систематски прегледи кои што треба да се прават со цел превенција од било какво заболување. Во офталмологијата имаме ли начин, можност да правиме систематски прегледи на очите со цел секако и редовни систематски прегледи и на ученициве и на вработениве опфаќаат веќе солидни исследувања и видна острина и очен притисок, адаптација на светлина, мислам дека некои центри веќе имаат за возачи каде што се проверува, така да веќе сметам дека опфаќаат барем за почеток солиден дел од информации кои што се доволни да се види дали кај некој треба да се реагира понатаму или не. Така да колку е поголема свесноста, толку поголем скрининг има и така да сите ќе бидеме подобро исконтролирани. Сега сакам да ви искористам. Добро. И да дадете еден апел, че многу често луѓе кои што јас ги познавам во блиска околина се посегнуваат по очила кои што се продаваат по интернет, по тезги, по пазари, по аптеки. Им кажете дека тоа не се очила за вид. Видете, прво апел до сите, еднаш годишно направете еден скрининг, значи било каде. Отворени сме и ние, значи за ваше општо добро. Друго, секое око е приказна за себе. Значи левово и десново око не мора да бидат идентични. Диоптријава не е идентична. Така да она земање од аптека или земање од пазар, многу ретко се случува двете очи да видат се иста диоптрија. Кога веќе имаме луѓе кои што носат очила, така да само се измачуваат. И прават поголема штета на очите. Прават поголема штета, така да еден правилен преглед, ќе се одреди рефракција, ќе се одреди која диоптрија треба да ја носи. Пациентот си кажува, сакам да носам очила, сакам да носам контактни леки, не сакам да носам контактни леки, сакаме младиве, сакам рефрактивна. Значи, се пријавува на ласик преглед,
Тоа е еден преглед кој што е многу детален, може да трае и подолго од саат, саат и пол. Се прави детално иследување, значи се прави пентакам, се анализира предниот дел на око, се прави анализа на задниот дел, си пристапува на ласерска корекција на диоптријава и го решава проблемов со леки и со наочари еднаш за секогаш. Така да општ апел, преглед, под прегледот се понатаму. Одлуката секој за со својот избор, така да. Неминовно е да не го спомнеме COVID-19, направили некакви отстапки во... Направи кај сите, значи прво беше еден голем шок за целово општество. Не бевме доволно се свесни и вирулентност, значи медиумски беше еден шок. Моравме да правиме прво протоколи за работа, протоколи за движење, протоколи на примен број на пациенти, стерилизација, која што се уште имаме после секој пациент. Моравме да се доближиме до популацијава на некој начин, значи отворивме онлайн центар каде што ќе можат да се исконсултираат со пациентиве. Имаме дежурна линија каде што 24/7 на телефон можат да добијат совет од офталмолог. Се со цел некои прашања да можат да бидат одговорени, да се помогне на пациентиве, бидејќи стварно не можеше да се дојде до термин, до лекарска помош. Луѓе кои што примаа по неколку типа на терапија, па не можеа да дојдат исто да се исконсултираат, така да нашата цел беше да се приближиме до нив на некој начин, да им помогнеме колку што можеме. Но еве, полека се враќаме во некаква нормала. Полека се враќаме во нормала, мора да сме многу внимателни, протоколиве се уште ќе ги следиме како што ни налагаат од Министерство. Работиме, се враќаме, веќе сме вратени цврсто на нозе, значи во теков на целава пандемија се извршува оперативни зафати, се извршува ласерски корекции, се извршува сите процедури, само што ни се наметна некој нов стил, нов начин на живење, нови правила кои што во сите сфери на општество ќе мораме да продолжиме така како што налагаат правилата. Доктор Јосев, јас ви благодарам многу. Офталмологијата има многу што да се зборува, но ќе ве чекаме народна емисија секако со конкретна тема. Ви благодарам уште еднаш, што одвоивте време. Почитувани, вам ви благодарам што и оваа среда бевте со нас и заедно го следевме разговорот со доктор Јосев. Ви оставам во добро здравје, се гледаме наредната среда. Благодарам.